Продолжува обуката на општините од Пелагонискиот плански регион за јавното приватно партнерство. На денешната работилница подетелно се разгледуваа проектите идентификувани на претходните средби. Конкретно денеска представниците од 9 општини во регионот се обучуваа како се изготвува договор за јавно приватно партнерство. Во практичниот дел беа разгледани проектите за катната гаража во Битола, проект за детска градинка Старски дом. Имаме проекти од делот кој што се било во фаза на аутсорсинг или менеджмент договори, значи не тип на концесиски проекти или иницијативи на приватно финансирање како едни од моделите на јавното приватно партнерство, како што се интересот на дел од општините замена на уличното осветлување, одржување на уличното осветлување, понатаму одржување на локалната патна инфраструктура или јавните површини. Значи сите овие идентификувани дел на проекти во овие 3 дена ќе го проминат филтерот, значи ќе се разговара каков модел на јавно приватно партнерство, за кој од овие проекти би бил соодветен. Обуките за јавниот и приватниот сектор ги организира Центарот за развој на Пелагонискиот плански регион во соработка со Македонскиот центар за меѓународна соработка преку проектот Градиме партнерства. Со целиот овој трансфер на знаење од ова област за општините за јавно-приватно партнерство создадовме чинаме солидна основа која што ќе послужи за ефикасна и ефективна комуникација помеѓу општините, односно јавниот сектор и приватниот сектор репрезентиран од бизнисите, односно компаниите од Пелагонискиот плански регион, кои што ќе може да идентификуваат реални, конкретни предлози и проекти за меѓусебно финансирање, односно финансирање преку користење на овој модел јавно-приватно партнерство. А тоа се следните активности кои што многу набрзо и се предвидени во рамките на овој проект. Петата поред обука ќе се одржи во наредните 2 дена.